Здраво на сите, добродојавте во уште една епизода на подкастот Јустинијан збори. Моето име е Ѓорги, а со мене денеска, како и досега, се моите драги колеги од Правниот факултет Јустинијан I од Скопје, Димитар Томбевски Томбе, овој пат од Скопје, и нашиот Джеймс Бонд Никола Донев, кој исто така ни се јавува од Скопје, но не за долго, така Донев? Па да, бидејќи најверојатно се враќаме и ќе видиме како ќе биде ситуацијата. Да, Димац ти, преска снимавме интервју со гостите у Битола, сега у Скопје, што правиме? Шетан човек. Прв пат меѓуградско интервју. Иначе дојдов во Скопје на Токон, треба да се учи, испит има, испити, и сега ќе видиме. Да, кога спомна испитна, немаме испланирана тема за денеска, па сакав малце пред да најавиме гостите и пред да го пуштиме разговорот со нив. Почна вчера испитната сесија. Од тоа што имам слушнато од колеги, има неколку испити кои се одржуваат физички и од тоа што имам слушнато од нив, се за сега поминува најдобар рок, се следат протоколите кои комисијата ги даде, така што тоа е добро. Ја иначе денеска полагав онлайн, јавна администрација, 10-ка, супер си поминав. Никола, ти исто полагаше, како поминав? Да, исто одлично беше за некои извредување, али пак ќе потенцирам дека доколку би може да бидам физички, како дефинитивно тоа би го избрал. Да, дефинитивно, мислам, не е најидеално. Онлайн сме збореле и правевме специјална епизода и референдум направен зашто не треба онлайн да имаме, ама на крајот на денот ситуацијата е таква да мораме да се задоволиме и со ова што го имаме во моментов, па се надеваме за втората декада, jer ја имам закажано испит на 22 физички, така што се надевам дека тој ќе се деси. Димитар, ти која полагаш? Јас на 17 полагам, ќе види онлайн, толку само еден испит имам после магистарска. Се надевав и јас дека ќе види физички, ама што е тоа онлайн не е толку лошо, пак усно ќе види, на некој начин. А јас барем знам дека нема да препишкам, ама знаеме како онлайн многу лесно може да се препише. Да, една од работи. Да, една од работите мене што ми се свиѓаше со Вајле кога полагав е што професорот го снимаше испитот и колку и пример сега ти кажува 10-ка, после да го прегледува испитот и гледа дека очигледно е дека си гледал некаде или некој ти кажувал, знаеш, пошто додека се случува не може и толку да се примети, ама убаво е што имаш и барем тие професори кои што ќе снимаат, ќе имаат и доказен материјал и плюс секогаш имаше повеќе студенти, барем кај нас на колот, и Microsoft Teams, не знам што му е на мојот компјутер, ич го неќе, ама некако издржа преска, така што добро поминав. Не се. Денеска имаме супер епизода, на гости ни дојдоа Теодора Милевска и Ристе Савевски од Филозофскиот факултет на УКИМ, поточно од катедрата за меѓународни и интеркултурни студии. Со нив позборувавме за како им оди студирањето, за некои од нивните научни трудови и истражувања кои ги имаат направено, како и за Period Скопје, чиј што главен координатор е Теодора. Така што нема да должам уште многу и само ќе ве поканам да го изслушате интервјуто кој го направивме со нив. Здраво на сите, добро дојдовте назад во новата епизода на подкастот Јустинијан збори. Со нас денеска се Теодора Милевска и Ристе Савевски, студенти на Филозофскиот факултет, поточно на катедрата при меѓународни интеркултурни студии. Добро дојдовте, Теодора и Ристе. Добро ве најдовме, фала ви за поканата. Добро ве најдовме, исто фала ви за поканата.
Да, пред да навлеземе повеќе да збориме за работите за кои што сакаме да ги поминеме денеска, ја ви прашал прашање како сте, што правите, како си поминувате карантински, бидејќи еве снимаме сега у вторник, а претходниот викенд имавме колку повеќе од 3 дена цели дома. Така што како ви поминува времето? Еве, јас ќе споделам прва. Ја мислам дека премногу се навикнав на карантинот и на полициски час, дури кога на карантинот, ами на полициски час и од кога го кина полицискиот час, многу ми е чудно кога ќе видам коли после 7 саат на соба или кога ќе имам многу галама. Не знам, пред една недела буквално искочив прв пат после 7 и бев многу зачудена од целата атмосфера што у целиот град. Така да дефинитивно премногу се навикнувам. Што мислам дека поише се плашам дека кога ќе почнеме полека да се враќаме у нормала, нема да искачам од дома. Исто и кај мене, значи горе-доле јас сум така флексибилен, си се навикнав на седењето дома, не ми пречи воопшто. Сега не е исто кога ви нели излегувале надвор, меѓутоа тоа е тоа што можеме да направиме, што е до нас, мора да ги почитуваме мерките и мислам дека ако има колаборација од поголем број од луѓето, може да се врати животот у нормално. И да веруваме дека вирусот постои, за разлика од некои демонстратори. Од 10% на реактор истражување, што е реално многу тажно и поразително како факт, затоа што у моменти кога навистина ни треба да преземеме акции, да седиме дома и да веруваме на не на власта општо, туку само на медицинските лица и на медицинскиот персонал, ние тотално ги негираме нивните права и слободи. Ама тоа е. Нашето општество е навикнато на тоа да дели се на политика, така да ова е поголем проблем од политика и од влада или од некоја политичка партија, меѓутоа тоа е тоа. Да, ова е, мислам, пожелно е да се нема доверба и да се види критично кон власта, но во вакви случаеви не може да се нема доверба. Колку и да не се согласуваш со владата, пак треба за некои работи да има доверба, и можеме да видиме дека не е ова само во Македонија, истите работи ги зборат сите влади, не само во нашата. Да, Јона, ја мислам дека причината зашто уствари влада е толку голема недоверба е фактот што секоја држава некако различно се справува со вирусот и не знам, ако кај нас сега се почнува масовно тестирање и затоа малце бројките се зголемуваат и се создава некоја паника поради тоа, читаме вест од Србија дека у еден ден излечиле 4000 луѓе. Кога ќе погледнете убаво, не се баш 4000 луѓе, бидејќи не ги сметале асимптоматските случаи, ама луѓе го читаат, луѓето тоа го читаат, нема секој време да иде да провери океј, зошто кај нас се толку големи бројките, зошто у Србија 4000 луѓе у еден ден. Но тоа е што е тука е реално таква, не знам, имаме доста сме susceptible, не знам на македонски сега како е зборот, ама доста фейк нюз проаѓа кај нас и не баш у прва година имав ја предмет политичка култура, кај што професорот Марковиќ збореше дека фейк нюзот уствари не треба целосно да е неточна вест. Треба доволно да има само малце да биде реално, за да биде точно, за некој да си го претпостави точно, за да успее као вести да се прши. Така што ќе се деси, не знаеме, не верувам дека некој знае, така што целото филозофирање сега што се дешава на секаде низ државата малце и не е окей, но барем у карантин ние еве успеавме подкаст да снимаме, така што може сега да поминеме на темата за која што Теодора и вие сте денеска овде. И најпрво би сакал да ве прашам за факултетот. Тоест, што представуваат вашите студии, што студирате и како се одлучивте да студирате токму на филозофски? Нашите студии, самото име, нели, меѓународни интеркултурни студии, го означува тој пристап на изучување на општеството од меѓународен аспект, меѓутоа со акцент ставање на
самиот интеркултурализам, односно изучување на повеќе култури. Како студии имаат нели своја историја, првпат се појавуваат негде 2008-2011 година со проектот Темпус, каде што се етаблираат втори трет циклус на студиите. Меѓутоа и самиот нели професорски кадар и самите студенти гледаат дека им фали предзнаење од првиот циклус. И потоа со низа проекти од УНЕСКО и од Катедрата за УНЕСКО за интеркултурни студии и развој, всушност се формира меѓународни интеркултурни студии како дел од филозофскиот факултет. Одличното нешто е тоа што има голем збир на диверзитет на професори од разни факултети, со што возможува на студентите од првиот циклус да имаат изучување на предметите, односно изучување на светот од најразлични полиња. Значи имаме предмети од нашиот од филозофскиот факултет, односно од Институтот за историја, социјална работа и социјална политика, имаме од правниот факултет, имаме од безбедност, одбрана и мир, исто што е дел од филозофскиот факултет, имаме и од економски факултет. Значи тоа изучување на предметите, односно на светот од различни аспекти е битно, односно назначено како битно и во самата програма, за да им даде на студентите за понатамошното нели образование во вториот и во третиот циклус едно сеопфатно знаење за тоа како функционира светот. Јас може би се надоврзала како јас се запишав на МИС. Нема да излажам ако кажам дека одлучив што да студирам само поради едно инста стори. У секоја смисла на зборот, затоа што студиите, ние сме втора генерација, што значи дека има само една генерација пред нас. Не беа доста промовирани. Јас бев скоро одлучна се запишам на правен факултет на политички на англиски. Ама така се седев еднаш на Инстаграм и ми искочи на стори интервјуот една од моите професорки. И кога видов листата на предмети, кога го прочитав целото интервју со која цел се направена студиите, беше оној момент што ме фалеше може у програмата на правен факултет. И после, значи на моите им викам јас тука се запишувам, што е тоа, не знам, еве тука на стори има нешто, на стори што исчезнува после 24 сати. И некако ја потврдив одлуката кога имаше, тоест тука имаше отворен ден и запознав некои од студентите. Нема да речам дека горе-доле е слична програмата се направена, затоа што ги гледам од различен аспект. Програмата направена топ за политички науки, само може би моментот што мене ме фалеше таа интердисциплинарност и опфаќање на предмети од повеќе области, не знам, од областа на развој, областа на економија до некој степен и разноликоста на предметите што ги имаме, затоа што немаме само предмети од аспектот на политички науки и не знам меѓународни односи, туку учиме и за социјален развој, што е исто така важно. Не знам, имавме и предмет социјална и културна антропологија и така некако беше топ програма за тоа јас што сакав да студирам и така некако завршивме. Смеров уствари не ги, да речам, хејта или не ги напаѓа другите факултети, меѓутоа баш позитивно ги сплотува сите во едно. Мислам, го имам истото искуство на студирање на правен, на економски и на филозофски. За малце не испаднавме колеги, дека јас сум на политички англиски. За малце. Може ако размислам за втор факултет. Ти и Димитар, пошто Димитар сега размислува да дојде на политички на англиски. Моето супер кадар на политички некој од вашите професори нас не предава, така да мислам дека добиваме и од сите места најдоброто, да, инсайт, буквално. Се сеќам, заедно имам полагано Риста кој те текнува кај професорот Зоран Илиевски, колегите од правен полага политичка култура, а ние полагавме држави, региони и народи. Така да... Имавме и други предмети на правниот факултет и баш е интересно на кога разгледуваме некој историски пример контекст на пример Европа во 18-19 век и сега го изучуваме тоа по историја, меѓутоа го изучуваме и како економијата влијаела во тој период, изучуваме како и културата влијаела во тој период и правото и навистина многу интересно за мене. Па и за сите колеги на МИС.
Да, мислам дека е супер тоа што имаме баш таа програма која што ги спојува некако сите факултети кои што се на кампусот на Обществени науки или се исклучок на недоградените згради, кои што тешко дека ќе се изградат некогаш. Но мислам дека можеме да поминеме на делот, чисто за коментар, бидејќи вас ме повикавме, бидејќи ни кажете дека имате спремно истражување за конфликти, односно case studies на конфликтите во Кипар и Каталонија. Така што пред да почнеме би сакал да ве прашам зошто баш конфликти? Нели малку е, мислам, за правници и за политиколози, па и за филозофи, конфликтот е секогаш така интересен предмет на проучување, но истовремено е малце садистички, бидејќи као анализирате понекогаш и многу грозоморни работи, така што од каде е таа интерес? Доколку ги прашаме професорите што ги предаваат тие предмети, они од прва ќе ни речат заради самата актуелност на конфликтот. И тоа е точно. Меѓутоа, ние како го гледаме тоа, конфликтот е резултат на денешните случувања. Значи, се почнало, сето движење во општеството почнало некогаш со конфликт. Дај Боже да бевме како луѓе совршени, па да се решаваше се со согласност, меѓутоа во историјата за жал постоеле многу конфликти и сега ние тргаме кон анализа на тие конфликти. Меѓутоа, и често и на семинари од невладини организации, меѓутоа и од други истражувања, обично се прави дрво на самиот проблем и се распределуваат корените и продуктите на конфликтот. Меѓутоа, тоа се гледа дали од политиколошки, дали од општествен контекст. Ние во оваа анализа, мислам, не е ова наша измислена, нормално, веќе етаблиран принцип на анализа на конфликти, се анализираат самите конфликти од повеќе аспекти, исто како нашиот смер. Значи, самите конфликти се анализираат од аспект на економија, популација, географија, геополитика, правните модели, политичките партии во самите, значи во конфликтот кои се инволвирани. И тоа ни дава едно, се водиме кон принципот на ефектот на пеперутката. Значи, доколку има мавнување на крилата на пеперутката на еден дел од светот, може да има еден ураган на другиот дел од светот. Значи, доколку има, намалување на вредноста на парите, гледаме како тоа всушност се одразува и на самиот пример, доколку станува збор за некое востание, зошто луѓето се дигнале на востание или зошто се незадоволни од даноците што им ги наложува самата власт. Значи, конкретно за истражувањата ние што ги имаме спроведено, односно за Кипар и за Каталонија, Шпанија, баш она историски контекст од почнување на самиот конфликт, нели историски колку што може да определиме, ја определуваме самата зона и како стигнале до денес страните и кое е денешното однесување на страните, си даваме нормално слободно да си дадеме едно предвидување што би се случувало, односно кој би бил епилогот на конфликтот. Да, јас само би се надоврзала, ние почнавме да работиме на полето на конфликти и мир уште во првиот семестар, затоа што имавме баш предмет вовед во студиите за мир и за конфликт. И мислам дека тоа беше пресвртна точка барем во мојот живот, пошто никогаш не сум била лично што се интересира за тие работи. Може би ради тоа што си ја влечеме дефиницијата за што е мир, тоа е отсуство на војна, од која растаме и мислиме дека живееме во едно мирно општество само затоа што немаме вооружени конфликти или немаме екстремизам. И мислам дека тогаш се запознавме општо со теоријата за мир и концептите на мир, како се разгледува мирот, различните концептуализации, начините на кои нели Обединетите нации влијаат, односно во однос на процесите на градење на мир. И ова ни беше само едната основа за понатаму во вториот семестар прв пат да изработиме наша анализа на конфликт. И тоа беше Каталонија, Шпанија. Може би изборот го направивме токму поради
тогашната актуелност, беше актуелна темата, се зборуваше, беа тогаш протестите и бевме нака заинтересирани малце да го надминеме тој дел кај што само скроламе сториња на Инстаграм и гледаме што се случува и можеби некад читаме статија или две, малку подлабоко да видиме од каде потекнува конфликтот, затоа што секогаш кога се случуваат вакви работи, се дешава на кафе, седиш и си викаш, ама може тој не е во право или ги разадуваме двете страни, немајќи ги тотално прецизните факти или предзнаење за темата. Мислам дека ние многу сакавме за тоа да откриеме од каде конкретно потекнува конфликтот, колку е долг, дали е ова нешто ново, дали е сега кулминација, што се случило да дојде таа кулминација. И мислам дека како група многу живавме во оваа анализа на конфликт, да сега и во трет семестар, каде што не е задолжително да се направи, ние своеволно одбравме да изработиме уште една малца поопширна анализа во однос на случајот на Кипар. Интересно, би се надоврал само на кратко на ова теја. Интересно е како некој денешен конфликт гледаме дека има корен дури од 15-тиот век, значи фрапирачки. Да, го споменавте Кипар. Значи имате за тоа студија направена. Ако може да подобјасните што со Кипар, што е значајно за Кипар? Теја би почнала или? Може, сакаш ти да почнеш? Јас инаку сакав да работиме на Северна и на Јужна Кореја, ама да не бидеме толку актуелни, го одбравме Кипар, затоа што не малце е поблиску од Кореја, и има некоја специфично нешто во самиот случај на Кипар, а тоа е тампон зоната. И бевме многу заинтересирани да видиме каков бил целиот тек на настаните, пошто да слушаме тампон зона, поделен е Кипар, нема никаква интеракција или има минимална интеракција на страните, некогаш дури ми звучеше у самата таа тампон зона, добро и сега што ако ја трнеме или зашо е таму, дали прави нешто уопште таа тампон зона, што одржува, дали го одржува мирот, дали не го одржува, и поради овие прашања токму почнавме со Кипар. Конкретно за случајот на Кипар, го разгледувавме од историски аспект и тоа не е нов конфликт, дефинитивно. Можеби кулминира во 1974 година, ама не значи дека не се провлекува низ историјата. Она што е многу интересно, додека истражувавме, е тоа дека на почетокот самиот конфликт не е помеѓу луѓето што живеат на Кипар. Кипрани е инаку множината, малце чудно звучи, знам, ама верувајте, проверено на речник. Помеѓу луѓето што живеат на Кипар и Велика Британија, како она која нели управува со Кипар. И на почетокот конфликтот почнува помеѓу нели оној кој управува со Кипар и луѓето што живеат на Кипар, затоа што сакаат независност едноставно. Да понатака премина во конфликт помеѓу етникумите кои живеат на Кипар, односно грчките, тоест кипарските турци и кипарските грци. Ова е многу интересно да се анализира затоа што на почетокот е немале, да речеме, огромни конфликти. Тие имаат соживот со освојувањето на Отоманската империја на Кипар, значи веќе почнале да се населуваат турци на островот, ама немало да речеме некои огромни конфликти во однос на начинот на живење. Максимумот што имало кулминација тоа се убивање на православни свештеници, поради неплаќање даноци и слично, ама не бил во толкав екстремизам или толку да било насилен конфликтот. И од тука некако почнува нивниот соживот на тој остров. Се додека не доаѓаат британските сили, каде што самите, ке речам, Британија како колонизатор поставува два различни система за народите кои живеат на островот, односно за самото тоа кога вие ќе го разделите образованието на двата народа во две различни институции, им дозволувате да учат две различни истории, две различни представи за што е сегашноста. И на некој начин мислам дека тука почнува не е почетокот на конфликтот, ама продолбочување на конфликтот, затоа што со возможување на тие се поделени во однос каде учат кипарските грци и кипарските турци и со појавата на национализмот во 19 век, ваквите идеи се ги стигнуваат до интелектуалците на островот, особено нели со идејата за имање на своја нација или приклучување кон својата нација.
и овозможува буквално образовниот систем да биде на некој начин моментот каде што почнува образување на народите, да се појави тоа чувство на национална припадност и унија со нивните матични држави. Христо, сакаш нешто да додадеш? Мислам дека само Да. моментот на сегрегација во образовниот дел, мислам дека можеме да го лесаме да најме рефлексии кај нас, но малку после за тоа. Но, значи има некои тие етничките и национални тензии. Исто конфликтот, значи таа опиша историјата, меѓутоа и го анализиравме самиот конфликт на каков импакт има на државно ниво, односно кои се push и pull факторите на самите народности за да ги вовлечат во етнички конфликти, односно сега вие немате страна држава која ви вели вака и вака ќе постапуваме, туку веќе станува збор за самостојна република и самите народи, односно самиот народ се организираат во групации, па дури терористички екстремни организации кои поттикнуваат насилство, односно вооружено насилство. Понатаму го анализираме и самиот регион на конфликтот, како се повлекуваат другите страни. Покрај Турција и Грција, каков импакт има конфликтот на Кипар и во арапскиот свет. Нели се наоѓа во Средоземното море на само неколку илјади километри до Израел, а и до Суетскиот канал. Значи колку само држави имаат интерес во тоа. А исто така има и глобален импакт самиот конфликт. Тука е вмешување на Соединетите Американски држави, на Велика Британија. Значи интересот да се запази стабилноста, поготово во тој период кога студената војна е во нејзиното најголемо светло. Значи кога копчињата за отпукување на нуклеарките се на самиот дофат на председателите односно на водачите на двата блока, како Кипар се обидува да се заштити, да завлезе во таа односно да западне во источниот блок. Зошто? Затоа што председателот на Кипар бил православен грк и се има сликано, односно има остварено контакти во Москва. И сега тоа кај НАТО пактот одма нели вклучува аларм и Америка заедно со останатите од НАТО пактот гледаат како да го задржат Кипар под своја юрисдикција. И интересно е, односно и самите ние даваме коментар како би требало да се разреши конфликтот. До сега се даваат предлози на правно-системски начин да се реши конфликтот, односно да се воведе бинационална држава или да се воведе некоја конфедерација, меѓутоа често се занемаруваат самите културолошки разлики, односно културолошката основа на народите. Се заборава дека толкава е поделеноста на народите на Кипар, односно била, да постарите или повозрастните грци и турци се спротивставуваат на тоа да имаат чело на државата од другата националност. Сега малку се по старен конфликт и младите не се толку заинтересирани, меѓутоа сепак самиот конфликт влече многу од историски аспект. Да, начинавте за сегрегацијата во образованието, ме интересира малку да пообјасните за сегрегацијата на политичкиот систем, односно како таа бинационалност е опфатена во политичкиот систем. Јас би можела за тоа да објаснам. Оно што е многу интересно е што на некој начин се смета за рецепт како да ги соединиме сите луѓе или сите народности во една држава е консоцијацискиот модел, кој за жал или за нежал, ова е моје лично мислење, не сметам дека функционира во целост или не функционира во целост во некои држави. Кипар во 1960 година ја добива независноста. Самиот момент како почнува градењето на една држава или на еден државен поредок, со самото читање ви налага дека нема да има толку убав крај. Затоа што државата е формирана на тој начин председателска држава, председателско уредување, унитарна држава. Председателот на државата е
кипарски грк, додека потпредседателот на државата треба да е кипарски турчин, со цел да имаме нели рамнотежа и да не дојде до на некој начин искористување на мнозинството во однос на малцинствата. Понатаму и поделбата на парламентот е процентуална. Не сум сигурна 30 со 60%, 40 со 60%, ако не се лажам беа бројките. И самиот потпредседател има право на вето во одлуките кои ги носи председателот. Но ова, ако не звучеше доволно сложено до тука, како се избираат нивните политички представници? Има два различни избирачки списоци, односно кипарските турци ги бираат нивните представници во парламентот, а додека кипарските грци може да бираат само кипарски грци како нивни представници во парламентот. Со самото тоа кога веќе имате две избирачки листи, навага дека имате два различни интереса, кои не може очигледно да бидат сплотани во еден интерес, еден државен интерес. Мислам дека тоа беше мене премногу апсурдно додека читав и беше, не знам, се очекуваше, иако знам нели како завршува конфликтот или не завршува, трае се уште. Се навестуваше дека нешто ќе се случи, по некоја одлука сигурно ќе има вето, по некоја одлука нема да може да биде да дојде до согласување, што ќе си преземе своји ризици понатаму. Во моментот местото на турскиот потпредседател е празно, затоа што кипарските турци ги имаат напуштено парламентот и целосното управување со државата. А дополнително се најновите уставни измени, има и промена на процентот во парламентот и бројот на пратеници со цел да може да функционира таа држава, затоа што со првичната бројка и немањето кворум и множество не може да дојде до носење на одлуки. Дополнително на тоа, додека истражувавме, наидовме на многу наслови од типот Никозија, кој е главен град нели на Кипар, е последниот главен град во Европа кој е поделен. Значи во Никозија има 3 зони. Средишната зона која е обезбедена од Обединетите нации уште од 60-тите години, уште од 65-та, северниот дел е турскиот дел, а јужниот дел е грчкиот дел. На северниот дел имате една држава, на другиот дел имате, односно на јужниот дел имате друга држава, и тоа се треба да глумиме дека е уствари еден систем во целина, односно дека треба да функционира во заедништво. Нешто слично како случајот на Босна, само на Медитеранот, само што Босна различните ентитети се имаат обединето во една власт. Тука имаме различни власти, значи самиот турски дел е прогласена за независна република која е призната само од Република Турција. Значи од никоја друга држава во светот. Значи има предлози за унифицирање, односно за ставање под еден политички систем. Турскиот дел трпи многу економски санкции од Европската унија, меѓутоа кога Кипар влегува во Европската унија, некои од економските санкции значи се олеснуваат. Примањето на Кипар и во Обединетите нации и во Европската унија е доволен знак колку сакаат меѓународните организации тој конфликт да изумре, односно да се разреши, и колку сакаат едноставно една држава да представува, односно да биде представител од тој регион. Бидејќи почнувам да ги спомнувам меѓународните организации, кога што успев да ви го прочитам трудот, јас како правник барам во меѓународно правен аспект, која е таа меѓународна рамка која што нели ги прима Кипар во Обединетите нации, бидејќи го спомнувате и Кофи Анан во трудот, би сакал да слушнеме за улогата на Обединетите нации во самиот конфликт, а и секако модерните тенденции на Обединетите нации и нормално Европската унија кон Кипар. Обединетите нации уште од, значи Кипар станува независна република од 1960 година. Од тогаш почнуваат и етнички конфликти.
Од 65-та година Обединетите нации прв пат донесува резолуција со која распоредува сили за чување на мирот. Значи од тој момент веќе Обединетите нации учествуваат во разрешување односно во разрешување. Во самиот конфликт, да. Понатаму учествуваат во тие масовни преселби, значи од почнување на тие етнички тензии, турците гледаат да се одселат од грчките делови да го заселат северниот дел од Кипар, а грците што се наоѓаат на север гледаат да се преселат и да се населат на южниот дел од Кипар. Обединетите нации учествуваат во тие преселби. Понатаму донесени се низа резолуции во склоп на Советот за безбедност на Обединетите нации, со кои се осудува насилството, односно агресијата во 74-та година од Турција и се наложува да ги тргне силите од островот. Меѓутоа и покрај тоа Кипар е примена во Обединетите нации, примена во Европската унија, како што кажав, со цел да се занемари и да се убрза разрешувањето на тој конфликт. Да, еден од моменти кој мене ме интересира на страна истражувањето за Кипар, кој што као и Никола и ја имав шанса да прочитам и сега слушајќи од вас тоа истина интересно и фасцинантно е некои од податоците кои што вие ги спомнавте. Сакам да ве прашам, една од фалинките, барем еве на правниот факултет е што немаме доволно добри предмети или можности за да ние уште прва, втора година седнеме и да направиме некој истражување или да научен труд, кој што само понатака би се усовршувале. Па тука прашањето до вас би било како факултетот ви помогна во истражувањето и кои беа методите и работите кои вие ги направивте за да крај да доаѓате најпрво спомнавте со истражувањето за Каталонија, сега и со истражувањето за Кипар. И дополнително само прашање како да се работи како коавтори со повеќе луѓе на труд, затоа што секогаш барем во научните кругови е тешко некој да се работи со коавтори. Јас се веќе почнам риста слободно да дополниме. Како што кажав, ние уште првиот семестар почнавме теориски да ги проучуваме, да го проучуваме мирот и конфликтите, од аспект на конфликти, фазите на конфликт, теориски се тоа да биде на некој начин поддржана. Си полагавме колоквиуми кои што треба, ја надминавме теоријата. И веќе вториот семестар почнавме со пракса. Односно, во третиот, Риста да не беше? Во третиот семестар. Мислам дека во третиот семестар имавме предмет кој беше за разрешување на конфликти, теорија и пракса. И сега ние како група сме релативно мала, само 6 студенти, од вкупно 25, ама мислам дека тоа е една од привилегиите кои имаме, затоа што како мала група многу често имаме, не сакам да кажам, ама предавањата се буквално она на што не треба. Некогаш некои материјалите што ги имаме дадено, ги имаме надрасната и сакаме повеќе да го зголемиме знаењето за истите и професорите се секогаш тука да ни дадат или да не насочат каде да бараме нова литература која би ни помогнала или да ни дадат простор за ние да си кажеме што сакаме или развиеме дискусии, проекти на часовите, поднос, не знам, на светските случувања. И сега во третиот семестар почнавме со нашата професорка малку по-практично да гледаме или прагматично на конфликтите, односно да ги анализираме. Она навистина на вовете, затоа што ова што го гледате е само еден од начините на кои или еден од формуларите на кои може да се анализира конфликтот. Ова е да речеме некоја базична основа. И ние го користиме сега за сега. Мислам дека воидно понатаму дефинитивно ќе смениме и нов формат, односно како ќе ги разгледуваме конфликтите. И ова истражувањето за Каталонија го правевме цел семестар. Беше многу интересно, затоа што почнуваш со Google Drive, колку и да можевме тогаш да искачаме да се гледаме на предавања, сепак мора да имаме едно место каде што ќе ги сконцентрираме нашите работи.
најпрво ја бараме литературата, односно разгледуваме трудови, книги, филмови, зависност кој како најмногу би сакал да се воведе во самиот конфликт. И понатаму најчесто се делиме по области кој дел ќе го земе во однос да го анализира. Например, јас на почетокот за Каталонија бев во историја, не во историјата на конфликт, туку зоната на конфликт. Ама многу е важно, дури кога има групна работа, дури кога ги сакате колегите и кога си верувате, да се случуваат средби каде што навистина зборувате, ние на секој час што го имавме тој семестар, ќе се собераме, ќе дискутираме за конфликтот, до каде сме ние со анализата. Затоа што имавме тогаш предавање со колегите од БОМ, буквално беше секој час наша презентација до каде сме со конфликтот, излегуваме тој ден, настапуваме и не знам, сме го поминале 1/3 формуларот сме го пополниле и тука колегите почнуваат да не подпрашуваат. Во однос на тоа, ама добра, како ова ќе го внесете? Или веднаш, што многу често се случува, компаративна анализа, тогашните наши колеги работеа на случајот на Македонија, и се прави одма компарација, добра, како ти изреагирале, како ние сме изреагирале, има некои многу сличности во конфликтот и слично. И нашата професорка која не насочуваше со коментари, забелешки за каде да го насочиме нашето истражување, особено во делот, например, на политички лидери, што иако ние мислиме дека не е нешто важно, ама како политички лидери и политички фигури, она што го зборуваат тие имаат многу поголема вредност и многу поголемо влијание на луѓето и на некој начин го насочува или го формира мислењето на групите. И тоа мислам дека е многу интересно кога ќе видите нивните изјави, особено во случајот на Каталонија и на Шпанија. Со какви изјави излегуваат нивните лидери, нема да бидат изненадени со тоа како се однесуваат луѓето на улицата. Така да тоа беше цел семестар back and forth презентации. Значи ние спремавме PowerPoint презентација, ама доаѓаш со материјалот, седнуваш, презентираш пред колегите, ти спрашуваат до тој момент, имаат подпрашања, ги интересира нешто повеќе, можеби размислуваме како би го решиле конфликтот или како би го менеджирале во тој момент и секако фидбек од нашата професорка која навистина многу не насочуваше во текот на целото истражување. Дополнително на ова морам да признам дека за првата анализа за Каталонија, Шпанија беше малку по збунувачки, по дифузивна и буквално кој за што стигна се мислам си надополнувавме, меѓутоа генерално бевме поделени кој дел кој ќе го работи. Јас бев за лидерите. Оној момент што го спомна Теја, значи се анализираат и црвените линии, позициите, интересите на лидерите, како лидерите го насочуваат народот со своите изјави. Интересно е, бидејќи нели имавме презентации заедно со колегите од Безбедност, одбрана и мир, како го разгледуваме нашиот конфликт и паралелно го разгледуваме и нивниот конфликт и ние нив ги прашуваме, они нас не прашуваат и од таму излага некоја дискусија која ни помага и нас да го дополниме, да ја дополниме самата анализа, а исто и они. И мислам дека тој предмет навистина многу ни покажа колку е тешко да се анализира предметот, односно конфликтот каде што сме инволвирани, например, ете како што бил случајот Македонија. И се надевам дека кон крајот на студиите, кога веќе ќе имаме нели познавање од повеќе области, ќе можеме најобјективно што можеме да изработиме анализа на некој конфликт во кој ние сме инволвирани. Меѓутоа, навистина, морам да признам дека видовме колку им беше тешко на колегите да разграничат некои своји лични чувства, емоции и мислења за конфликтот и да постапат нели научно. Јас само би додала, ја не се согласувам со Ристава во моментот дека ние можеби кога ќе завршиме ќе се охрабриме да направиме анализа на тој случај, затоа што сега дури кога работевме за Кипар, имавме 3 да речеме интереси, се мислевме помеѓу Кореја, помеѓу Кипар и помеѓу Македонија и некако сите земавме 3 чекори назад, затоа што баш имавме шанса да видиме како луѓе што биле не можеби директно инволвирани, ама кога и е поврзано со тебе на кој било начин конфликтот, не можеш да повлечеш таа линија на субјективност. Колку и да сакаш, колку и да се трудиш, едноставно не можеш. Кога го разгледувавме на Каталонија случајот, почнавме од баш од објективна позиција што
Претпоставувам дека доколку би зборувала со некој што живее во Каталонија или во Шпанија, би изгледала како најнерационалната личност, личност што нема емоции, личност што не ги разбира потребите на луѓето. И мислам дека моментот кога не си инволвиран во конфликтот или не во ниедна од страните, ти ја дава на некој начин таа привилегија да можеш по рационално или со поизбистрена глава да ги гледаш на работите без при тоа да имаш некакви чувства, додека во контекст на конфликтот со Македонија, колегите направија одлична работа, одлична анализа направија на конфликтот, ама сепак е многу тешко да се постават тие линии или да мислиш дека дека немаш никакви чувства поврзани, дека е надминато тоа, а не е. Така да, не знам, јас не дека не би сакала, ама не верувам дека јас некогаш би можела да пристапам кон анализа на тој конфликт од објективен аспект. Ја спомнавте веќе неколку пати Каталонија и истражувањето кое го имате направено, па би прашал во кратки црти, бидејќи сепак луѓе, тоест студенти или било кој да слуша на подкастот, Каталонија секогаш ќе биде по-атрактивна од многу други причини од Кипар. Па така некој краток осврт ако може да дадете за Каталонија и за истражувањето кое го имате направено за конфликтот таму. Истражувањето за Каталонија нели го имавме направено поради самата актуелност, како што кажа теа, тогаш беа и протестите, се одвиваа некои преговори, го прогонува председателот на Каталонија, тој бараше азил во Брисел. Значи, самиот конфликт е отпочнат уште од многу одамна, значи уште од 18-тиот век, тогаш се признаваат, уствари, се диференцира културата на каталонците, се диференцира јазикот на каталонците, меѓутоа со унифицирање на Шпанија во едно кралство тогаш, се гледа да се запазат правата на каталонците како малцинства. Меѓутоа, со доаѓање на Франческо Франко, диктаторот во Шпанија, започнува една целосна супресија на културните, јазичните, сите скоро права на каталонците кои ги уживале до тој период. Значи, се забранува каталонскиот јазик, се забранува некој степен на независност, односно не независност, туку на самоуправа што ги имаат самите региони во Шпанија. До неговата смрт 1975 година било така. Потоа се изработува еден устав каде што се враќаат некои работи во нормала, се враќа некој степен на самоуправа на регионите во Шпанија и исто се заштитува каталонскиот јазик, вклучувајќи ги другите, се зачувува и каталонскиот јазик и каталонската култура како специфична. Она што тој момент произлегува е желбата за независност на каталонците, односно желбата за своја држава. И анализирајќи ги лидерите, анализирајќи ги самите политички системи, политичките партии, како уствари настанувале самите парламенти и во Каталонија и во Шпанија, гледаме каков бил соодносот. Имаме два обиди за независност. Последниот е во 2016 година, кога ја почнуваат најмасовните протести. Се укинува и таа некоја автономија или самоуправа што има каталонската влада. Шпанскиот устав им дава право на шпанските власти за одземање на надлежностите што ги имаат институциите во Каталонија. И буквално се отпочнува тој политички прогон, односно прогон на политичките лидери во Каталонија. Тогашниот председател на Каталонија, Чарлс Пучдемон, бара азил, како што кажав, во Брисел. Меѓутоа и ден денешен, значи покрај преговорите кои се водат, имаме население во пределот на Каталонија и шпанско и каталонско, кое што е навистина поларизирано. Значи има и во бројка е 50-50, меѓутоа и е исто во размислување 50-50 и навистина многу е тешко така само да се од надвор да се рече, па добро, овие бараат сега независност, што им забрануваат шпанциве, зошто не им даваат да се осамостојат,
а од друга страна ако гледаш од каталонци, па шо ви фали вас, Македонија да беше дел од Шпанија, ние ќе бевме задоволни, не ни треба никаква независност, меѓутоа како што кажавме за конфликтот во Кипар, не е толку едноставно, значи се запазува и културолошкиот, јазичниот аспект, понатаму од аспектот на економија. Каталонија е една од економските машини на Шпанија. Мислам дека има 13 региони Шпанија, а Каталонија е една од каде што се влече најголемиот бруто домашен производ. Преку Каталонија поседува исто голем број на природни ресурси за значајни за самата економија. Наистина, тој конфликт е многу, како и секој, меѓутоа и ово е многу комплекс. Можеби јас што би додала во овој момент е, мислам дека оно што на некој начин ги тригерна каталонците по имаат оние идеја се влече одамна за независност, е самиот момент што многу често се спомнуваше, тоа е економскиот момент во каталонскиот конфликт, односно дека Каталонија е една од најбогатите автономни зони во Шпанија и најголем дел од БДП-то, иако се релативно не толку бројни по население, завршува во касата на шпанската влада. Тие пари не се враќаат кај нив. Тие пари се распределуваат, нели, според регионите со цел да имаме рамномерен развој. Сега тука се појавува тој еден работ кај каталонците, особено во однос на патиштата. Можеби звучи многу, не знам, апсурдно добро, сега не ви изгради еден пат, па ајде да се будеме. Туку тоа е само еден од малите тригери што се случуваат или малите работи што се важни во конфликтот. Едноставно тие сакаат тоа што го заработуваат или барем поголем дел од тоа што го заработуваат да се врати пак кај нив, да се инвестира во нивниот регион и да се унапреди нивниот регион, наспроти нели државниот интерес кој вели рамномерен регион во сите, односно рамномерен развој во сите региони во државата. И тука доаѓа до конфликт кој дефинитивно не сметам дека биле преземени потребните мерки. Јас не би се однесувала така, не би изреагирала така. Односно доаѓа до наместо уважување на барањата кои ги имаат или прифаќање или едноставно повикување на масата, доаѓа до репресија на нивните интереси и на некој начин имате контраефект од тоа што сакате да го направите. Затоа што кога репресираш некој, не можеш да очекуваш дека ќе седи и ќе трпи кој што трпело претходно. Едноставно некогаш ќе пукне, едноставно некогаш ќе биде доста и ќе излезете на улици. И од правен аспект исто. Значи самиот устав на Шпанија дозволува доколку сака некоја од регионите да се осамостои, самиот устав наложува, односно го забранува тој момент и наложува на шпанските власти да си преземат контрола во секој аспект за тоа да не се случи. Исто е интересен самиот конфликт, бидејќи државното уредување е парламентарна монархија. Значи имаме и крал на чело на државата. Да, можеби тоа е еден од тие интересни факти, барам во поглед на меѓународно правен аспект, нели правото на осамостојување на народите или на начин природно право, но притоа со уставни норми се дерогира тоа. Така што мислам дека и тоа е. Да, нешто што тука би да дополнило, она што многу не заинтересира е тоа што како ЕУ одговара на сето ова. Дали нели секогаш скокаме меѓународните нации застануваат во одбрана на правото на самоопределување, ама конкретно немаше никаква реакција од меѓународните организации по овој конфликт. Никакво излагање, никакви насоки, никакво мислење кое тие го споделуваат, на некој начин се ставаше така под тепих. И сега зошто некои народи се поважни од другите, зошто ние не сме важни. Едноставно, мислам, кога ја почнеш да студираш, јасни ти стануваат работите, ама сепак се овие прашањата што реално треба да бидат поставени. И дефинитивно станува збор за нели поголеми интереси или прашање кое има останато од дискусија, Риса сигурно се сеќаваш од еден од соучениците од колегијата од БОМ, вика добра па тие не размислуваат што ако добијат независност. Реално може само со Шпанија граничат. Шпанија ќе им стави тука рестрикции, нема да имате со нас никакви трговија, никакви односи, тоа ти е патот кон пропаста. Ама дали на така се гледа на тој проблем, особено кога политичките наративи кои ги имаат нивните лидери даваат една прекрасна слика каде што Каталонија ќе биде, не знам, значи најдоброто нешто во Европа, најразвиеното нешто во Европа. Едноставно кога нашите чувства
повеќе не водат во правењето на одлуки, не е ни чудно што луѓето веруваат дека можеби стварно, доколку дое до независност, ќе им биде подобар животот. А и тука исто не може да се изостават и повиците на странските влади и на меѓународните организации, како што кажа теа, е дека ја признаваат единствено само власта, односно суверената власт на Шпанија. Значи не ја признаваат, не би ја признале Каталонија. И тука можеби во равенката може да влезе тој проблем, односно дополнителни преговори за влез во ЕУ, за влез во НАТО, за влез во Обединетите нации на Каталонија. Меѓутоа, би се согласил со теа дека они се повикуваат на економијата и дека еве вие ако не ни ги враќате нас парите, ние ќе се самостоиме и можеме да обстоиме. Имаше статистики, мислам дека ако Каталонија се осамостои, ќе биде 7-та најбогата држава во Европа, во Европската унија. Сега не знам колку се точни бројкиве. Меѓутоа, они се повикуваат на тие бројки, на тие факти, а уствари реалноста не е толку едноставна. Може би таа цветна реторика до некаде се види и во дебатата околу Брексит, каде што економијата, финансите, финансиската автономија и независност од државата е патот кон просперитетот наместо да биде заглавена во некој технократски систем. Да, доста зборавме за конфликти како Кипар и во Каталонија, тие се битни, но малце јас би се насочил блиску до нас, односно на Балканот, и за конфликтот ме интересира ваше мислење, односно дали имате истражување, ако не чисто ваше мислење, за војната во Југославија и националниот аспект на таа војна. Колку концептот на нација бил битен таму и што ваше мислење за тоа? Ја само пред да одговорите, би се надоврзал некој ваш да дадете коментар на самата улога на ЕУ и НАТО и големите сили споредено со Каталонија и споредено со конфликтот за кој што Димитар се прашал во Југославија. Зошто според вас тоа се случува и зошто е различен, иако сега го ситуациите можеби не се целосно исти, но во самата суштина имаме две отцепувања на држави. Не знам, крајот на 90-тите со Косово и сега Каталонија и Шпанија. Кој е вашиот коментар на тоа, да дополнувајќи го прашањето на Димитар? Етничките тензии и национализмот според мене на Балканот се буре барут што потекнува од турско време, односно од кога самиот Балкан бил под турска власт. Самите турци не имаат како народ делено по религија, односно муслимани, христијани, католици и тие се трите мејн. Да. И со таа нејасна граница во 19-тиот век, знаете, се пројавува тоа национално будење, односно национализмот во светот. Ние на Балканот тука не знаеме до кај нас ни се етничките граници. Балканот мислам добро, сега има во цел свет, меѓутоа на Балканот особено голем процент од населението се уште зборува за некои етнички граници на државите, различни од тоа што се во реалност. Значи имаме голема Албанија, голема Македонија, голема Србија, голема Грција. Све големо. Се, значи ретко која држава на Балканот нема некоја големо етничка претензија и мислам дека некои, особено десничарски партии, го искористуваат тој момент за да го поттикнат самиот народ да верува дека ако ги избере нив, некогаш би се остварило тоа национално единство. Меѓутоа, фактите се тие што се, реалноста е таа што е, границите се тие што се и меѓутоа мислам дека етничките тензии потекнуваат од тој период кога уствари немаме јасни граници до каде се наоѓа македонскиот народ, до каде се наоѓа српскиот народ, до каде се наоѓа албанскиот народ. Сега пример кажувам. Што се однесува до национализмот,
тој е присутен исто, значи од тој период, меѓутоа на голема врата влегува во 2016 година на светско ниво, нели го имаме и Брекзитот, кој е нели продесничарско гледање, го имаме Доналд Трамп и општо во целиот свет почнува тој националистички десничарски бран. Меѓутоа, кај нас на Балканот тоа е уште црешата на шлагот, односно самите етнички тензии кои више се присутни тука со векови, фали тоа националистичко подгревање, со што резултира до конфликт не на политичките партии или на лидерите на елитите, туку на самите народи. Значи имате размислувања, би ги нарекол за останати, на некои народности дека луѓе со кои живеам во исто општество со векови ми се мои непријатели. А делиме една иста држава, делиме еден исти систем, делиме еден исти воздух, што би рекол. Така да тоа би било тоа. А што се однесува до конфликтот во Југославија, мислам дека тоа е најголемото отсликување на таа етнички географски претензии на народите во Југославија. Во одредени уставни периоди, нели, кога се реформира уставот на Југославија и на самите републики во склоп на Југославија, се даваат права односно се запазува тој момент на самоопределување, правото на самоопределување, меѓутоа во периодот на осамостојување, тој период 89-90-91, се некои народи едноставно сакаат да гледаат прилика да си ја остварат таа етногеографско зголемување на својата држава. Може би јас тука би додала во однос на тоа Ѓорѓе што праша, зошто некои се битни, зошто други не се. Реално ова си е моје мислење, едноставно дали разрешувањето или менаџирањето на конфликтот ќе ми донесе мене придобивка или не. Дали ако Каталонија добие независност во време каде што Европска унија се дешава све и свашта внатрешно, од Брекзит па се понатака, ќе доведе до стабилизирање на глобалната меѓународна слика или нема. Така да, за жал се во светот е политички интерес и тоа сега го осознаваме како нашата нова реалност, барем за мене. А во однос на второто прашање за конфликтот во Југославија, мене можеби затоа што живеам на овие простори, не ми е толку важно да се анализираат конфликтите, туку што после конфликтите. Во какви постконфликтни општества ние живееме. Мислам дека тоа го начнавме и со Кипар, со училиштата, и чисто заборавив да го напоменам, бројот на мешани населби во Кипар пред почетокот, нели, пред независноста е во некои 20 до 30%, да сега немаме воопшто мешани населби или се 0, нешто проценти. Дали навистина ова е менаџирање на конфликтот? Дали навистина збориме за соживот на луѓето у Кипар? Не. Ова многу лесно се прави, буквално паралела може да направиме и со нашиот регион и на балканските простори. Ние многу често сакаме само да ги заборавиме работите, кога не постоела, стави го под тепих, супер е сега. Не е. И моментот кога ние не преземаме акција во однос на тоа да се соочиме со минатото. Значи, колку години се поминати од тие конфликти, ние се уште не си имаме соочено со минатото, го немаме прифатено, немаме простено, немаме побарано прошка. Тоа е моментот каде што доаѓа до помирување на луѓето што живеат на тие територии. Напротив, ние со цел да не ескалира конфликтот, правиме сегрегација. Нема потреба да бидете. Вие бидете на исто место, ама поделени бидете, така е најдобро, така нема да се случи конфликт. Тоа за мене е само тргање фокусот од тоа колку може да бидеме без да имаме некоја комбинација, ама за колку долго. Мислам, не сакам да речам абсурдни, се случуваат на регионално ниво проекти каде што се собираат луѓе од Балканот, од сите држави, нели? И ајде сега ќе зборуваме ние за конфликт, тука двајца со тројца неќе да се погледнат, неќе да се поздрават. И добре, еве, ајде ќе се средиме, може ќе се погодиме како друштво, тие 7 дена ќе се дружиме, доаѓаме дома, каде јас да го пренесам тоа знаење, со кого да зборувам, кога имаме страшна сегрегација. Или мене ми е ова како пример многу омилена, сестра ми учи во хемиска и оди сега на еднонеделен курс обука за мултикултурно општество, се враќа на училиште, ама одат во различни смени.
затоа што во случај да не кулминира мултикултурноста кај нас во училиштата. И тоа е моментот на апсурдност со цел ние се обидуваме да го менаџираме конфликтот на многу погрешен начин. И сега нема, мислам, не за мене конфликтот никогаш не е завршен, увеќе станува збор за менаџирање на истиот, а кај нас на овие простори толку е лошо менаџирањето што едноставно луѓето се уште живеат во тие, ги имаат тие генерацијски мемории или мислења, сеќавања, кога да живееме во конфликт општество, иако реално немаме никакви вооружени напади сега за сега. Работа кога ние нема да го речеме на време на конфликтот, сега јас или да го признаеме, да се соочиме со тоа мината, јас ги влечам сеќавањата на баба ми, на татко ми, на мајка ми, кои јас не сум ги преживеала, а со текот на времето кога нели ги трансформираме тие сеќавања, не секогаш и се точни. Едноставно парче по парче се губи вистинитоста на тие сеќавања и кога се држиме толку на тие сеќавања без при тоа да се соочиме со нив и да направиме простор каде што сите ние заедно на вистина ќе живееме и на вистина ќе зборуваме за соживот и за толеранција и за прифаќање на тие различности, тогаш можеби мислам дека ќе зборувам за конфликтот, општо за конфликтот што се има случајно во нашиот регион. Дополнително на реконцилиацијата што ја спомна Теја, тука гледам и колку во меѓународните организации, особено меѓународните безбедносни организации, се става акцент на превенирање на конфликтот, на разрешување на проблемот и на конфликтот уште пред да прерасне во физичко насилство, на сметка на постконфликтно градење на мирот. Точно градењето на мирот во постконфликтен период е многу битно, меѓутоа уште побитно е да се превенира конфликтот, воопшто да не дојде до вооружено насилство, и не само вооружено, и други видови на насилство, меѓутоа повеќе се става добро, вие потепајте се, па ние ќе дојдеме, ќе го градиме мирот. Да, сакав пред да мислам дека доста зборувавме и за работите со кои што вие се занимавате сега на факултет и навистина ја додека слушав уживав, се надевам дека и гледачи и слушателите иско ќе уживаат. Во најавата не спомнав, ама и двајцата сте вклучени во доста невладени организации надвор од факултетот. Па така би ве прашал и Теодора и тебе, Ристе, која е зашто се одлучувате како надвор сите, не знам, сите предавања, истражувања, учење за испити и сета, и кој тоа може да стане, зашто се одлучувате во вашето словно време, не знам, тоа е како блокира, Ристе, ти си предаваш во МОВ, зашто правите, како што е мотивира? Не се разбра добро прашањето. Мотивација, зашто сме вклучени, претпоставувам, во навладени. Јас сум предавач во МОВ, поучиме право и тука некако сум полуповрзан со правниот факултет. Имам и завршено средно економско правен смер. Од секогаш ми било, не знам, предизвик правото и моите дома и моите пријатели, кога ќе ги прашам право, веднаш им излегува во главата членови, закони, некои, не знам, уредби и такви ствари. Јас од секогаш сум гледал што стои зад тие закони, односно сум го разбирал законот, членот како што би се практицирал во пракса, а не како што е пишам, па сега да ме бунат тие, не знам, членови, ставови и така натаму. И еден од предизвиците да бидам предавач поучиме право во МОФ е конкретно да им доловам на средношколците една слика на законот, на уставот, на другите законски акти и општо на правните системи, како во нашата држава, така и во светот, како всушност имаат влијание на нивниот секојдневен живот, како можат правните акти да ги применат и да се сетат на нив во секојдневието. Пример, кога ќе заглават, не знам, општо, пример, полиција ги застанува зашто поминали на црвено, да знаат дали станува збор за прекршок или за кривично дело. Прикупување на обичен весник или обичен производ, не знам, од маркет, станува збор за дел од облигационото право. И мислам дека
еве и завршивме веќе со предавањата, поучиме право во нашиот клуб и мислам дека според мене ја достигнав тоа сепак и самите учесници треба да ги прашаме, меѓутоа според мене достигнав да им ја долгувам таа слика на гледање на правото. Добро, мојот ангажман нема толку нешто поврзано со меѓународни интеркултурни студии, мислам нема толку конкретно. Јас повеќе сум активист во однос на сексуални и репродуктивни права, ама не е само тоа единственото поле на кое јас се интересирам. Не знам, многу едно моје верување што многу често го слушам од луѓе е кога ќе ме прашаат, па добро, што од кога ќе завршиш факултет, што научи од факултетот, кај ќе се вработиш, Дали може да се вработиш, пошто кај нас се тоа прашањата. И оно што секогаш сакам да му кажам на луѓето е дека не е само нашиот формален едукативен процес и не се секогаш само работите кои ги учиме во училишните клуби. Сметам дека нашето образование е такво какво што е, не достигаат до доста работи и некогаш тука се невладините и невладиниот сектор кои ќе ни ги нудат тие вештини или искуство кое сакаме да го стекнеме. Така да мислам дека буквално со мојот активизам и моето учество и нели како член на невладини, само се надоградувам себе си, стекнувам вештини кои иако можеби на прв поглед немаат ништо поврзано со она што ја студирам, кога ќе се размислите, може многу лесно да се направи, не знам, да се најде некоја заедничка точка. Еве за пример, место каде што ми се спојуваат, да речеме, мојот активизам или оно што го правам надвор од формалното образование со моето формално образование е во однос на концептуализацијата на мирот од родовиот аспект, односно што всушност представува мир и дали тој дали фали некоја родова перспектива во тоа за тоа што значи да се биде жена и дали исто за мене значи, дали за мене мир всушност представува и безбедност кога се шетам у 3 сабајле, ако се шетам, по улиците и се чувствувам безбедно, што реално дали е така. И не мора да биде у 3 саат сабајле, цело време ве следам и знам дека сигурно некој ќе пише нешто во овој фазон, ама не мора да е 3 саат сабајле, може да е во 8 попладне. Не е важно кој дел од денот, важно е дали јас се чувствувам безбедно во улиците на мојот град. И тука е местото кај што буквално оно што ми е мина пасија, родовата еднаквост, феминизам, сексуални и репродуктивни права, што се случуваат да се спомнуваат особено во постконфликтните општества и во постконфликтната тематика, особено со криминалот. Го наоѓаме некоја заедничка точка во тоа што го прават. Да, сега може и една од причини зашто те викнавме, баш бидејќи ти сега моментално си главен координатор на Period, па би сакале да знаеме повеќе што е целата таа иницијатива и што очекуваме од неја. Па вака, ние сме релативно нови, ама имаме многу идеи. Инаку во глобални рамки Period е непрофитна организација чие седиште е во Америка и е направена пред 4 години, ако не се лажам, од тинејџерка која работи на проблемот на менструална сиромаштија и менструална стигма. Мене идејата ми се појави пред неколку години, мислам дека пред 2 години, кога искочи првото истражување за менструална сиромаштија во Македонија. И ние бевме некако лупнати од фактот дека 15% од девојките во нашата држава не користат менструални продукти, односно хигиенски менструални продукти, туку наоѓаат што било, дали е тоа картон, дали е весник, дали е, не знам, ткаенина, и на некој начин те замислува тоа. Прво те удира, кога чекаш што дали живеам во иста држава, ама си ја сваќаш твојата привилегирана позиција. Не ми требаше многу да размислам само во селото на баба ми и дедо ми, колку е тешко девојчето што живее таму да стигне до менструални продукти. А второ нешто што исто така ме инспирира поврзано со првото е коментарите што ги читав на форумите по оваа тема, од типот на е добро да не пуши ќе се купиш улошки, или и јас сум била во лоша ситуација, али не може да немаш толку пари за да се купиш улошки. Не е само проблемот на достапност на менструални продукти во Македонија, туку и пристапноста до нив. Колку јас навистина може да пристапам. Колку едно девојче во рурална средина, каде што нема продавница и доаѓаат со кола некој да им носи продукти, може да каже, ако може да ми купиш улошки, дали ги има второ парите за истите. И тоа навистина ме мотивираше затоа што нема
доволно и дали воопшто многу се мал бројот на организации и индивидуи кои работат на тематиката на менструално сиромаштво и стигма. И конечно пред неколку месеци го собрав тимот и баш најдовме заеднички интерес покрај другите работи да работиме и на ова поле, затоа што како повеќето од нас сме едукатори за сеопфатно сексуално образование, ама моментот во СС го нема баш тој дел, а ова е на некој начин на дополнување и информирање. Период работи на 3 полиња. Првото поле е на сервиси, односно нудење и достава, собирање, донирање и доставување на менструални продукти до луѓето кои имаат потреба. Сега за сега уште работиме на тоа да најдеме начини за како би можеле да стекнеме донации и да собираме донации. Ма затоа во овој период повеќе ќе се фокусираме на другите 2 полиња, тоа е едукација и застапување. Со оглед на тоа во какви ситуации сме, најчесто секој оди преку социјалните медиуми, што не е нешто што представува лошо, ама дефинитивно е предизвик да некако лансираш ваква иницијатива и да се обидеш тотално да протераш на социјални медиуми. Иако многу сум изненадана од фидбекот што го добивме, буквално за 3-4 дена собравме 350 следачи на Инстаграм, што мислам дека баш ни потврди дека навистина има потреба да зборуваме за оваа тема. Она што можете да очекувате од нас е да се информирате за многу работи поврзани со менструалното здравје, со менструалната хигиена, со менструалната сиромаштија, кои ако изгледаат на ново формирани зборови и поими, сепак постојат и можеби да се информирате повеќе за нив и да знаете. Понатаму ја поддржуваме и петицијата на новинари за човекови права која почна за намалување на ДДВ-та, што исто така важно, особено од аспектот што уште првиот ден кога споделивме оваа петиција, добивме коментари од типот: па добро да се залагате да нема ДДВ на продуктите, на прехранбените продукти, или не купувајте цигари или не одете на кафе ќе соберете пари. Не е тоа поентата. Поентата е што овие продукти се неопходни и ние не бираме дали ќе имаме менструација или нема да имаме, едноставно тоа се случува, значи тоа не е наш избор. По дефолт ние гледам потребата да имаме 18% данок на овие продукти, што дополнително па зголемува тоа да луѓето не може да си дозволат да си купат улошки и да бидат натерани да користат други начини. Во однос на едукација многу сакаме понатаму, дел од нашите планови се да имаме работилници, односно веќе имаме материјал кој се вика Period Talk, каде што ќе зборуваме не само со девојки, туку буквално со секој што е заинтересиран за менструација, затоа што јас со тоа што се сеќавам, барам јас кога учев, единствениот Period Talk што го добив е кога Always дојдоа да си ги промовираат улошките, а при тоа момчињата им беше кажано излезете надвор, не е ова за вас. Мислам дека е малку апсурдно знаење за нашето тело и знаење за појава што ни се случува на нас или на луѓето околу нас, да знаеме толку малку и да биде толку стигматизирано. Така да тоа не е една цел, да се надевам дека ќе наследат луѓето. Веќе добивме како огромна поддршка, што многу не зачуди со тимот. Имавме нека рандом состанок, бевме како вонреден состанок, пошто луѓето не забележуваат многу брзо, а уште немаме почнато со поставување на содржината. Така да, ева мала промоција, на Инстаграм сме period.skopje, а на Facebook страната сме Period The Menstrual Movement Skopje. Кога гледавме, ние кога се собравме, Димитар, Никола и ја пред некој ден и размислувавме кој може да викнеме како гостин за подкаст, дефинитивно сакавме да to acknowledge постоењето на целиот овој проблем и вас како некој кој сака да го реши проблемот. Навистина е мило. Сега сте уште во почетна фаза, така што може која не знам, за некој месец, за кога ќе имате повеќе активности и настани, уште толку повеќе повторно да дојдете и да позборуваме на доста други теми кои што може да се опфатат па се збори на оваа тема. Ама за крај, ја би сакал да, као и секоја епизода, ако не следите, знаете дека на крај секојаш поставуваме прашањата на гостите, тоа е препораки за што може да правиме дома. Така што ако имате некој филм, серија, некој ново хоби кое што како што изгледа ќе имаме можност да го научиме дома, пошто ќе седиме дома, слободно.
Христо, имаш идеја? Јас знаев дека ова најгаш, иако не спомнавте, бев како дали треба да мислам што да препорачам или не. Ние обично го ставаме во самиот концепт кога го праќаме до гостите, ама сега не знам, Никола изгледа заборела и мислам дека поубаво така on the spot кога треба да размислиш. Според разговорот кога го организиравме ово со Тодора, така каже дека редовно ме следи, така што не верувам дека има потреба да се става тоа концепт. Да, само малку се замислив, викам дали сега нема да го има тој дел или не. Инаку да, јас сум ви топ фан. Мислам дека добив и беч на не знам дали на Facebook. Јас во моментов пошто се спремаме за испити ги чекам 4 книги да ми стигнат од Book Depository. Можам само да спомнам еден филм што го гледав и книгата за истиот филм. Не сакам да ви изненадам, ме поврзан со родова еднаквост. Ја прочитав книгата затоа што стоеше само едно нешто, книгата што ги натера паровите во Јужна Кореја да раскинат. И тоа за мене значеше дека јас морам да ја прочитам. Филмот се вика Kim Ji-young Born 83 и станува збор за една најобична приказна за жена која е родена во 83 година и како опфаќа различни периоди од нејзиниот живот и начин на кој се справа со таа суптилна дискриминација и како се справува во едно патриархално општество. Тоа е од мене. Јас не сум многу по читањето книги, меѓутоа во последно време се обидов да почнем една книга, Homo Deus, кратка историја за иднината на човештвото. А филм кој би го препорачал е Арго. Го имаше пред некој ден на телевизија. Мене ме интересираат такви вистински приказни што се случиле во минатото за некој голем ивент. Тука станува збор за иранската револуција и како вработените во американската амбасада успеваат да се спасат. Пошто направив промоција на период, мислам дека е вредно да направиме промоција малце и на МИС. Исто така може да следите страната на Меѓународни интеркултурни студии на Facebook и на Instagram сме mis.fzp. Да, објавуваме податоци за самиот смер, пишуваме информативни текстови од самите полиња што ги учиме на факултет. Супер, сега која ќе споделуваме за новата епизода и период и мис ќе ги означуваме, така што ќе пробаме и ние да помогнеме околу raising awareness за двете работи. Фала ви уште еднаш за одвоеното време, за нашите слушатели. Се надам дека ќе уживате во разговор, како и во претходните епизоди. Продолжуваме со истото темпо, следната недела повторно нова епизода, за 2 недели и уште една англиска епизода. Така што stay safe и не идите у кладилници.